Здраво, деца! Јас сум Мартина и добродојавте на YouTube каналот на Литература МГ. Денеска тука, како што гледате, е оваа прекрасна книга Кити, која е девојче дење, а мачка ноќе. И секогаш е спремна за авантура. Семејството на Кити е посебно. Мама е суперхерој и Кити знае дека еден ден таа ќе искористи своите супермоќи и исто така ќе стане херој. Тој ден доаѓа побрзо колку што таа очекува. Кога мачарот Фигаро ќе дојде до прозорецот на нејзината соба да ја замоли за помош. Но светот е веќе ноќе е опасно место. Дали Кити е доволно храбра за да влезе во мракот и да се впушти во возбудлива ноќна авантура? Ќе го знаете во оваа книга. Денеска ќе ви прочитам јас неколку страници од оваа прекрасна книга. Ајде да почнеме. Поглавје 1. Кити влезе во спалната соба на нејзините родители, грациозно како мачка. Беше облечена во нејзините пругави пижами, а темната коса и подскокнуваше околу лицето. Направи салто и се најде веднаш до креветот. Мајка ѝ се насмевна. Смири се, Кити, прими за спиење. Зар уште не си заспала? Не, воопшто не ми заспија. Кити виде како мајка ѝ го извади елегантниот црн суперхеројски костим од орманот и го облече. Семејството на Кити има една посебна тајна. Мајка има супермоќи како мачка и порано секоја ноќ излегувала надвор да им помага на луѓето. Таа може да гледа во мракот, да оди по ѕидови и да одржува совршена рамнотежа кога чекори покриви. Благодарение на нејзините супермоќи, секогаш може да насети неволја. И на доброто од се може да зборува со мачки и да ги споделува нивните тајни. Кити има желба еден ден да стане суперхерој како нејзината мајка. Таа ужива во играта на спасување, облечена во мачкиниот костим што ја го направи татко ѝ. Може да скокне од крајот на прозорецот до креветот без да го допре подот. Но кога ќе погледне низ прозорецот ноќе, со помош на нејзиниот специјален ноќев вид, таа успева да види многу таинствени сенки, а слушаше и некои чудни звуци. Таа се чувствуваше толку безбедно и удобно во нејзината соба, што помислата да излезе надвор во мракот ја стресе, но беше сигурна дека некогаш ќе може да стане суперхерој како нејзината мајка. Кити, зошто не си ги измил зъбите и лицето? Ја праша мајка ѝ. Дојде и татко и со нејзиното мало братче враце. Време е да ги измиеш зъбите, Макс. Ајде да ја најдеме четката. Кити тргна по нив до пањата, но Макс се закикоти и им побегна со брзина на светлината. Мајка ѝ го фати и го врати назад крај лава бота. Ајде, Макс, биди умен и направи како што ти вели тато. Таа погледна во огледалото и си ја намести маската на суперхерој. Веќе е доцна, навистина морам да одам. Може ли да прво да ми прочиташ приказна, праша Кити. Жал ми е, душичке, мајка ја бакна во челото. Може би утре вечер. Јас ќе ти прочитам приказна, Кити, рече татко ѝ. Кити ги собра рамената. Таа знаеше дека да се биде суперхерој е многу важна работа, но исто така посакуваше мајка ѝ да не е секогаш во брзање кога е време за спиење. Но сакам да ме одведеш во кревет. Ми се допаѓаат нашите разговори пред да заспиам. А зошто да не си поразговараме малку сега? Мајка ја однесе во нејзината соба и седна на софата покрај прозорецот. Надвор стануваше се помрачно и помрачно, а месечината се искачи над покривите. Во далечината се огласи плувот. Да имаш супермоќи е посебна дарба, рече мајка ѝ, поголувајќи ја на главата. Во ног како оваа, кога ќе излезе месечината, можеш да ја почувствуваш магијата на воздухот. Тогаш знаеш дека е совршено време за авантура. Кити погледна в кочането во темното небо и се стресе. Портокаловите улични светилки трепкаа една по една, а во секој агол демнеа чудни сенки. Но надвор изгледа толку страшно, мислам дека никогаш нема да бидам суперхерој и да одам надвор во мракот како тебе. Мајка ѝ цврсто ја прегрна. Можеш да избереш што сакаш да бидеш, но не дозволувај стравот да те премисли. Похрабра си од колку што мислиш. И Кити ја прегрна. Ќе се обидам да бидам храбра, само посакувам да не мора да одиш. Знам, но надвор има луѓе кои можеби им е потребна помош. Утре ќе правиме палачинки за појадок и ќе ти раскажам се. Мајка ја насмевна и ја бакна. Тоа е еден краток дел од оваа прекрасна книга. Доколку сакате да ја купите, можете да ја најдете во книжарниците на Литература МГ